Автомобилската историја познава многу легенди, но само малку од нив станале тоа додека се произведувале. Меѓу нив несомнено е и Рено 4, кој стана легенда уште кога се појави пред точно 6 децении. Не донесе како спачек револуција во француската автомобилска индустрија, ниту пак освои некакви награди, но затоа направи многу за обичниот француски возач. А токму тоа беше и идејата на раководството на Рено, кога при крајот на 50-тите години од минатиот век им даде налог на инженерите да го развијат. Барањата што беа поставени пред нив беа едноставни. Требаше да биде ефтин автомобил за целото семејство, достоен да го замени популарниот, но застарен 4CV кој имаше мотор назад. Покрај спачек, узор им беа бубата на Volkswagen и Mini, чиј инстантен успех во Велика Британија ги натера француските инженери да дадат предност на технички современите размислувања. Едно од нивните креативни решенија е и задното ослонување со две хоризонтални, една до друга поставени торзиони пружини, заради кое Рено 4 има различно меѓуоскино растојание од левата и десната страна. Беа направени вкупно 14 прототипи кои беа тестирани дури 2 милиони километри во најтешки услови. Новиот автомобил беше представен во 1961 година во две верзии како R3 и R4, при што бројката ги означуваше фискалните конски сили. Во стварност тие изнесуваа 23 и 26, кои пренесувани преку 3 степен менувач му обезбедуваа рафинирано возење. Модерно обликуваната и просторна каросерија беше привлечна за луѓето во градовите и практична за оние од селата, така што заедно со ниската цена успехот му беше загарантиран. Не само во Франција, Рено 4 имаше кариера долга 34 години во која стигна до преку 8 милиони купувачи. Се произведуваше во 17 држави, меѓу кои и Југославија, најпрво во Љубљана, а потоа во Ново место. Токму оттаму и излегоа последните примероци на овој еден од најпопуларните француски автомобили во светот, на кој Рено никогаш не успеа да му најде соодветен наследник.